болни од грип настинки и вирузи, меѓутоа загаденост и променливо во време. Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Бојан Трајковски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, добро Венедов. Добро, малку студено, ама ќе се снајдеме полека. Да, променливо време, меѓутоа и загаденост. Како сето тоа влијае на граѓаните? Доста горчлива тема периодов на назад, со оглед на тоа што нивото на загаденоста навистина е зголемено и навистина е надвор од она што се дозволени граници. Многу често говориме за тоа што е дозволена граници, меѓутоа генерално забораваат луѓето кои што одговараат ова прашање да нагласат дека дозволено ниво на загаденост не постои. Единствено може да кажеме некоја временски присутност кон одреден тип на загаденост може би да биде безбедна, меѓутоа сепак загаденоста е секогаш небезбедна и нивото на загаденост во Македонија, особено во Скопје, е изразито зголемена. Така да колку што предизвикува долгорочни промени, така прави и краткорочни, пред се ги опфаќа и респираторниот, како и кардиоваскуларниот и невролошкиот систем. За жал, респираторниот систем, особено овој временски период каде што имаме присуство на различни типови инфекции, вирози, бактерии, таквиот тип на симптоми знатно се зголемуваат и секако експлозивноста на истите тие симптоми е знатно многу поголема. Па како резултат на тоа многу често даваме дека последица од самото загадување се токму респираторните симптоми, како горно така и долно респираторни симптоми, особено горно респираторни, кои што знаат подолгорочно да траат. Па некогаш и ние како лекари креваме раци и не знаеме што конкретно да направиме со оглед на тоа што експозицијата е секогаш присутна. Каква е состојбата со болни од грип во државата? Па би рекол, веќе од оваа недела очекуваме некаков тип на пат на бројките. Порастот беше присутен и беше очекуван, не е нешто што треба конкретно посебно да му даваме значење. Сепак е епидемиолошки точно пресметана бројка која што горе-доле, да речеме, за неколку бројки може да сутне, меѓутоа во принцип порастот допред минатата недела се очекуваше, сега веќе гледаме и би требало да гледаме пад во бројките. Секако таквиот тип на бројки како од грип, така и од бактерии, секако нормално беше да го видиме со оглед на зголемиот број на активности пред новогодишните празници и сето тоа резултираше со зголемување и со пораст на бројките во оној временски период кој што беше реално најзагаден, односно најмногу загаденост гледавме и секако гледавме повторно за почеток на школската година што доведе па до многу зголемување на бројките во сите семејства, така да во принцип веќе со стоплувањето од наредна недела, ако веќе има стоплување или некаде од март месец, веќе би требало да гледаме намалување на бројките. Најпогодени по возрастната категорија на граѓани, меѓутоа и дечињата? Па видите, у принцип сите прават некаков тип на демографски податоци во однос на тоа кој би требало да е најзаразен. Јас би рекол сите се на удар. Имавме ситуации, сум имал ситуации на каде што буквално сите во целото семејство, од најмладите па до најстарите членови се заразуваат. Ајде би рекол најопасно како со ковидот, така и сега со грипот и со сите типови на бактерии се секако младите, односно бебињата до 1 година и секако оние возрастни хроничари кои што имаат различни типови на состојби, меѓутоа генерално во медицината и нема правила. Знаеме и ситуации за 30 годишни луѓе кои што завршуваат во болници како резултат на одредени влошувања во симптомите, меѓутоа тоа не е сепак податок што би требало да ги паничи граѓаните, туку едноставно да биде податок да се земе само малку сериозно ситуацијата, дека мешањето во овој временски период не е од корист за сите, дека ако некаков тип на активност може да се скокне, особено со мали бебиња, тоа да се скокне бидејќи нема потреба тоа бебе да поминува низ ваков тип на голгота со вируси, грипови и слично. Кога да побараме помош од нашиот матичен лекар, како во овој период да се заштитиме и што да конзумираме најчесто? Видете, некаков тип на профилакса или заштита посебна генерално не постои. Да, можеме да работиме на имунитетот. Работењето обично ќе видите различен тип на совети, Facebook реклами и различни типови на реклами, каде што ќе видите че земете го со цел да имаме подобрување во имунитетот, меѓутоа сите научни студии тврдат дека сонот и храната секако се најдобриот тип на имуномодулатори. Апсолутно витамин С, витамин Б, D3 овој временски период каде што нема доволно сонце би требало и ќе направат соодветна разлика, меѓутоа сепак доколку не спиете добро, доколку не јадете добро, немој да очекувате знатно подобрување на имунитетот, а со самото тоа имунен одговор.
И сепак би рекол дека изолацијата која што претходно спомнав, односно не целосното мешање во големи гужви, вие барем за мене најдобриот имун и најдобрата имунна заштита. Така да, евентуално во тој аспект нека луѓето малку повеќе порават. Храната, спиењето и секако можната изолација овие 2-3 месеца каде што имаме голем број на вируси и грип. Знам дека често ве прашува, треба ли да носиме заштитни маски? Гледаме повозрасни можеби граѓани кои што надврно отворено носат заштитни маски. Па, видите, заштитната маска како заштитна маска не е 100% заштита за буквално ништо. Надвор би се согласил, особено во високите нивоа на загаденост која се наоѓа Скопје, особено маските кои што се со посебни филтри, а во однос на здравствените установи, јас буквално би донесол правило во текот на целата година, конкретно постојано да гледаме користење на заштитна маска, затоа што сепак на тој начин ги заштитуваме здравствените работници, секако таквиот тип на правило да важи колку за тие кои што се пациенти, толку и за тие кои што се здравствени работници, затоа што мислам дека здравствената маска кога е носена и од нас како здравствени работници и од пациентите би требало и не само би требало, туку и во пракса се гледа дека носи повисоко ниво на заштита. Буквално еден живот да спасиме со користење на заштитна маска, ние сме успеале во тоа што го Да, го закружувам разговоров, се појави шуга во едно детенце во основно училиште во Кумановско. Треба ли да има загриженост кај родителите? Апсолутно не би требало, единствено нешто само да се внимава на хигиената и како и се претходно, доколку некаков тип на промена се случи или нешто што не е сомнително, да се посоветуваме со лекар и након ништо повеќе околу тоа. Благодарам на одвоеното време, на добрите совети кои што секогаш ги имаме од вас. Благодарам и на вас, имајте убав ден. Благодарам уште еднаш. Студио.